Јас не успеав да ги видам обвинувањата, меѓутоа во наредниот период сигурно дека ќе имаме такви обвинувања. Ве убедувам и вас и јавноста дека оние проекти кои што од мојата програма нема да се реализираат во многу голем процент се од објективна, не од субјективна природа. Најчесто тоа ве го истакнувам дека е генералниот урбанистички план. Мислевме, односно се излажавме кога помисливме дека ќе имаме простор во еден мандат да се смени и генералниот урбанистички план и да се реализира проект. Така што едно 4-5 капитални проекти ќе останат нереализирани само заради тоа. И еве слушнавте дека тоа што не успеавме да го реализираме со новата зграда или изградба на нова зграда на противпожарната зградата на противпожарната станица ќе го надминеме, односно ќе го реализираме со реконструкција, комплетна реконструкција на оваа зграда, што е поевтино, меѓутоа сигурно дека и пожарникарите па и граѓаните бараат подобри услови на нашите вработени таму. Зошто не го реализиравме аквапаркот се должи на нели објавивме конкурс за аквапаркот, не се јави никој, а истовремено и проценивме дека студијата за јавно-приватно партнерство не е квалитетна и заради тоа нарачавме нова студија за јавно-приватно партнерство и наместо вториот концепт, а тоа е покриен олимписки базен, се враќаме на првиот концепт, а тоа е аквапаркот кој што е поевтин за инвеститорот, меѓутоа пак е она што ние го ветивме. Ние сакавме да реализираме таму многу повеќе од тоа што сме го ветили. У секој случај, Кавадарчани не останаа без градски базен, тој функционираше и овој период, бидејќи благодарение на администрацијата и моја лична заложба го вративме во собственост базенот и е во многу подобра кондиција од тоа што беше во изминатиот период. Исто така презедовме и некои други обврски кои што не беа во програмата и со кои што се надевам дека го компензиравме она што не успеавме да го реализираме. Се на се мислам дека доколку низ историјата одредена власт се пофали со 80% на реализација на ветеното, мислам дека таа заслужува и понатаму доверба. За разлика од периодот кога и со централната власт и со локалната власт владееше опозицијата, кога нивниот процент беше обратен, се движеше меѓу 15 и 20%, за разлика од 80% кои што се проценти кои што ги имаме ние како општ локална самоуправа во изминатиот период, а и да не забораваме дека во изминатиот период имавме еден грст предвремени парламентарни избори, обиди за парламентарни избори кои што објективно ни ги кочеа по 3 месеци секоја година. Замислите оваа година, ова е трет обид да имаме парламентарни избори во кои што минимум по 2 до 3 месеци се кочеа работењето на локалната самоуправа.